А еве на нас во нашето петочно мини финале, во кое што ги имаме најдобрите од оваа недела. Со нас се победниците од среда и четврток. Тие освоива најмногу поени оваа недела и стигнаа до нашето петочно мини финале, во кое што Џокер на победникот ќе му додели 2 вредни награди. Кои ќе бидат тие, ќе видиме од која ќе одиграме. Најпрви да ни се представат повторно. Трајче Пендаровски, Скопје. Јовица Маневски, Скопје. Јас приметив дека многу добро ви одеа нашите игри, веројатно поради 4 годишното искуство. Не, и составувам и крсозбори исто. Одлично. Се надевам дека можеби ќе редакцијата на Џокер ќе пројави интерес да се вклучите во составувањето на игрите од нашиот квиз. Се разбира ако имате желба и интерес. Зашто да не? Одлично, многу ми е драго. Повелете пар Б. Тасевски Вован, Скопје. Божиновски Саша исто од Скопје. Вие вчера чинам рековте дека најдобро ви оди последната игра. Да. И тоа и го докажавте. Таа игра ви донесе и многу поени и ви помогна да влезете во нашево мини финале. Во секој случај се надевам дека среќата не ве напуштила и дека и денеска ќе бидете многу успешни. Ќе видиме. А ние рете да ја започнеме нашата прва игра на грамирање. Со нас редовно е и господјата Розита Христовска, уредник во енигматското списание Џокер, која ќе се грижи за регуларност. Можеме веднаш да ја започнеме нашата прва игра, повелете пар А. Затвореник. Затворени. Затворени. Затвори. Затвори. Казни. Казни. Корени. Корени. Добре, помислив дека сега се ќе кажуваме зборови со негативна конотација. Иконар. Иконар. Твор. Твор. Кирета. Кирета. И што ќе биде за крај? За бонус од 10 поени. Ротква. Ротква. Не. Криза. Криза. Одлично. Иако уште 5 секунди ни преостана, можеби многу нормално беше од затвореник да произлезат сите тие некакви казнени затворски награди. Во секој случај освоивте бонус од 10 поени и продолжувате со успешноста. Повелете пар Б, вие сте наред интегритет. Тигра. Тигра. Тегет. Тегет. Тетин. Тетин. Игри. Игри. Ерген. Ерген. Тигри. Тигри. Трети. Трети. Интер. Интер. Тег. Тег.
Добре. Освоивте и вие бонус од 10 поени ако имавте пократки зборови. Во секој случај на почетокот сме се уште и не треба да очајувате. Да го видиме сега резултатот по нашата прва игра. 42 за парот А, 31 за парот Б. Во секој случај водството не е големо, може лесно да се стопи бидејќи пред нас е играта Mastermind. Пред да започнем играта Mastermind, морам да ги запрашам моите финалисти колку мислат дека во оваа игра треба да се има среќа. Што велите, пара? Доста. Да. Со тоа се служува и парот Б, нели? Да. Да. Добро, ајде да видиме како ќе ве послужи. Повелете, пара. Мејани. Мејани. Е на вистинското место. Добро, среќа да ви се насмевнува на почетокот. Федер. Федер. Не, но имате Д, Е и Р кои не се на вистинското место. Редок. Редок. Не. Освен што го најдов на вистинското место за Е, ни остана Р и Д кои не се на вистинското место. Перде. Перде. Да, не сакав пред време да ви кажам. Освоивте 10 поени, значи тоа дека имате среќа? Па, Да, сигурно. Да. Во секој случај треба и малку логика, комбинација и на крајот резултатот сам ќе се покаже. Да, секако искуство 4 години не е малку. Повелете, Фарба. Среќа. Среќа? Да видиме што среќа ќе ви донесе. Само Е кој не е на вистинското место. Малер. Малер. Е, дали Малер ќе ви донесе нешто? Да. М на вистинското место, но не и е. Место. Место. Не е многу, имате почетокот од зборот. Мебел. 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 Да, мебел. Ќе почекаме. Не, сепак. Е кој не е на вистинското место и сега бидете внимателни. Имате шанса да освоите 5 поени. Полека истекува вашето време. Метче. Метче. Немате Т за жал. Метче беше вистинското решение. Добро, овој пат не ве послужи среќата, во секој случај имате втора шанса малку подоцна. Да го видиме сега резултатот. 52 за парот А и 31 за парот Б. Парот А некако си го зголеми водството, но тоа не мора ништо да значи бидејќи се уште сме на почетокот од нашето петочно мини-финале во кое што Џокер за победниците доделува вредни награди. Сега сме токму на половината од нашиот квиз. Не очекува третата игра Состави збор. Повелете пар А. К, Т, Л, В и Д. Водовод. Водовод. Котлови. Котлови. Бидете внимателни. Ливада. Ливада. Далековод. Далековод. Котли. Котли Далековод. и далековод.
Речем ви напред. Длето. Длето. Калави. Калави. Леток. Леток. Далек. Далек. Коледе. Коледе. Вол. Вол. Можете и вода, поубаво звучи, а не е ни далековод, ни дално, да, ни дално, ни, како беше, не знам веќе. Далновод. Да, во секој случај вистинското беше далновод. За жал, не се сетивте на време. Може сега да започне парада. М, К, Д, Р и Н. Меандри. Меандри. Коридори. Коридори. Наредено. Наредено. Реденик. Реденик. Рекорди. Рекорди. Макарони. Макарони. Кордони. Кордони. Надарени. Надарени. Оваа игра многу успешно ја одигравте. Имавте многу среќа да искомбинирате долги зборови и за нив да добиете повеќе поени. И сега да видиме колку поени освојува нашите надпреварувачи по оваа игра. 78 има парота, 75 парот Б, значи нивната предност полека се стопи и нас не очекува четвртата игра Mastermind. Далек имаме неизвестно петочно мини финале. Ќе видиме бидејќи играта Mastermind може многу нешто да измени и да одлучи. Ајде повелете пар А како вие ќе одиграте. Афион. Афион. О кој е на вистинското место и А кој не е. М. Патор. Патор. Одлично. Шат. Шатор. Шатор. Ете кој вечерва има многу среќа. 15 поени освоивте во вториот обид, во втората шанса за да освоите поени во Mastermind. И многу ми е драго, тоа значи дека можеби имате шанси да победите. Ќе видиме. Треба да одигра парот Б и треба да има многу среќа. Повелете. Знаме. Знаме. А, М и Е кои не се на вистинското место, многи има во конечното решение. Мерак. Мерак. Р на вистинското место во вториот обид, но не М, Е и А. Харем. Харем. Да. Харем, 15 поени за вас и морам да ве прашам како дојдовте до Харем. Очигледно среќа, нели и логика? Логика. Да, логика малку, но тоа многу ви помогна да останете во игра и да не држите и понатаму во неизвестност. Да ги видиме поените. 93 за парота, 90 за парот Б, само 3 поени пред да одиграме предпоследната игра. Ова не би било вистинско петочно мини финале ако не би имале ваква ситуација толку неизвестна. Се сложувате ли со мене? Да. Да. Очигледно сте решени да се борите до крај, а и треба бидејќи Џокер делува вредни награди. Повелете пар А, вие бирате поле 1 или 2? 1. 1.
И месечината. Да. Е, уба, ва, и, сјај, на, а, топлина нема. Не, бидете внимателни. А, А, ама не топли. одлично. И месечината е убава и сјајна, ама не топли. Јас се исплашив дека може би сега на крајот по толку попелби и ќе измешате нешто, не треба да се брза во секој случај. Повелете парба. 2. Полето број 2 веќе е отворено и Толку, 60 секунди за решавање. толку е. Не сма сем. Што се ока лу Не, бидете внимателни. Ка е последното Ока. поле. пу Да. ва и со леп би и Да. Толку е несмасен што се покапува и со леблеби. Вие не бевте несмасни во оваа игра, одигравте и вие одлично, значи ли тоа дека ќе мора да ја чекаме последната игра да го одлучиме победникот? Да. Тоа значи тоа, 115 за парот А, 112 за парот Б, се уште само 3 поени предност за нив и бидете внимателни, предност е последната игра, предноста може многу лесно да ви исчезне. Ајде да одиграме последната игра. Се уште само 3 поени разлика меѓу нашите надпреварувачи, а пред нас е последната игра, тоа значи дека некој ќе мора да победи. Ајде да видиме кој, повелете пара. 2. Не е билка, туку е... Животно. Не. Повелете парба. 5 Едно вештачко езеро во Македонија се вика така. Маврово Не. Повелете пар А. 2. 2. Не е билка, туку е... Растение. Да, токму така. Повелете пар Б. 1 Ако е машка, тогаш е мрзлива. Како е машка? Да, ако е мачка, тогаш е мрзлива. Без навреди. И ако сте сите четворица, овде ја јас само една, не е ова моја идеја, туку на уредникот. Ако е машка, тогаш е мрзлива. Имате одговор? Не. Повелете пара. Под 1. Ако е машка, тогаш е мрзлива. Свиња. Не. Не. 3 Повелете пар Б. 3. Се кити кога има свадба. Се кити кога има свадба. Не сте стигнале до тоа очигледно. Имате ли одговор? Не. Пара, повелете. 6. Кога е без цвет, тогаш е празна. Важно. Да. Многу убаво звучи, повелете пар Б. 4 Се лакира и бланшира, а не е паркет. 8 Да. Пар А, повелете. Може конечно. Да. Цвеќе. Нашите надпреварувачи парота кажа цвеќе. Што вели режијата? Да, сепак ќе го признае. Цвет беше конечното решение. Иако ја употребивте множината, режијата одлучи да се признае. И сега да ја објасниме оваа наша вкрстена асоциација. Пчела беше она што е мрзлива, не свиња. Знаете дека трутот е единствената пчела што е мрзлива и што не работи ништо.
Потоа растение го отворивме, ревер беше она што се кити кога има свадба, коса исто така го отворивме, вештачкото езеро беше младост и под број 6 важна, сето тоа не асоцираше на цвет. Пчелата оди од цвет на цвет, цветот е растение, се става во ревер, исто така се носи и во коса, се вели обично во цветот на младоста и во важната се ставаат цветови. Одлично. А поените се 138 за парота, 116 за парот Б. Очигледно парота некако си се докажа во последната игра и секако си ја осигури победата и вредната награда која доделува Џокер. Пар Б, многу ми е жал, но некој мораше да победи. Постојано застанувавте за малку, целата емисија само за 3 поени, но за жал моравте на крај да останете поразени, немавте многу среќа отпад. Добро, во секој случај и вие добивате награда заслужено. Почитувани гледачи, ја завршивме и оваа работна седмица. Ви посакувам добар викенд, добра ноќ и се гледаме во понеделник се разбира.